Добар ден, кратки најави за денес. Приватна фирма ангажирана од градоначалникот ќе ги испитува причините за загадувањето на водата во Струга. Девојчињата најизложени на насилство во сајбер просторот. Нема одложување на законот за заштита од пушење. Поскапуваат бензините од вечерва на полноќ. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди и повремен дожд. Дуваше слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната дневна температура се искачи до 10 степени. Утре во Охрид времето ќе биде облачно со врнежи од дожд. Утринската температура од 4 степени, а максимална дневна до 8 степен. Ќе дува засилен повремено силен ветер од северен правец. Температурите во Македонија утре во интервал од -1 до максимални 13 степени. Денеска кон крајот на денот во текот на ноќта и утре ќе има заладување со нови пообилни врнежи кои на планините и на повисоките места ќе бидат од снег. На планините ќе се зголеми висината на снежната покривка, а нова се очекува да се формира и во некои од пониските места. Потоа во следните 2 дена ќе се задржи претежно стабилно време, а во петок повторно ќе има врнежи од дожд и снег. И по една недела водата во Струга останува небезбедна за употреба. Анализите покажуваат дека матноста се уште е над дозволените граници, а забраната за пиење и готвење останува на сила. Надлежните уверуваат дека состојбата се следи. Пристигнаа и дополнителни експерти од Скопје кои ќе ги утврдуваат причините за загадувањето. Стабилизација се очекува дури од следната недела. Струга и по една недела без безбедна вода за пиење. Зголемената матност се уште е над дозволените граници, а забраната за употреба останува на сила во целиот град и дел од околните населени места. Иако првично се очекуваше состојбата побрзо да се нормализира, последните анализи покажуваат дека вредностите на матноста и понатаму се покачени. Водата е хлорирана, но проблемот не е во дезинфекцијата, туку во физичките параметри, односно заматеноста на водата. Водава е хлорирана, значи 0,3 имат хлор. Во самиот извор шум 3,62 е матноста. И низ градот е сегде над 3. Едино во село Заграчани и село Ложани 1,98 е во Заграчани, на градски водовод се пие, и Ложани 1,93. Само е помала матноста. Забраната си продолжи и јас мислам дека до петок кога ќе земиме дека ќе би требало да е окей. Сега среда земаме и петок. Ме оставам ден разлика до 2 дена, зашто за еден ден не може матноста да се намали не знам колку. Според здравствените служби, мости се земаат континуирано на секој 1 до 2 дена, бидејќи процесот за намалување на матноста не може да биде инстантен. Дури и кога водата визуелно изгледа почиста, лабораториските параметри мора да бидат во дозволените граници за да се укине забраната. Паралелно со редовните анализи од Центарот за јавно здравје, во Струга вчера пристигнаа и експерти од приватната акредитирана институција од Скопје. Тие извршија дополнителни испитувања на водата со цел да се утврдат точните причини за зголемената матност и да се предложат мерки за стабилизација на системот. Градоначалникот на Струга вели, одговорност ќе има и дека ова не е изолиран случај. Овој случај не е прв случај, имало досега неколку случаеви,
Нормално дека овој случај, овој феномен не дојде тек така, него дојдено по слабо менаџирање, односно не земање мерки кои се потребни за ваква ситуација од бившите директори од бившата власт, и мислам дека сите чинители ќе одговарат за ваква состојба кои без разлика од која доаѓа. Дали се тие правни лица, дали се тие физички лица, дали се лица кои управувале со водовод и канализација, односно со проаква, што за жал Струга има толку години наназад, па и сега проблеми со чиста вода и со недоволна вода во градот. Во меѓувреме граѓаните се снаоѓаат со алтернативни решенија, флаширана вода или техничка вода за хигиенски употреби, додека институциите уверуваат дека состојбата се следи секојдневно. Според последните информации од здравствените служби, стабилизација на состојбата се очекува дури кон крајот на оваа недела, кога ќе бидат познати резултатите од најновите анализи. До тогаш Стружани не смеат да ја користат водата од градскиот водовод, ниту за пиење, ниту за готвење, се додека надлежните институции официјално не ја укинат забраната. Министерството за здравство соопшти дека законот за заштита од пушење не се одложува и дека неговата финална верзија следната недела ќе биде доставена до владата. Остануваме целосно посветени на донесување и имплементација на Законот за заштита од пушење согласно законските рокови, информираа денеска од Министерството за здравство, додавајќи дека во моментот се финализира анализата на пристигнатите коментари од јавната расправа, како и ставовите доставени од засегнати страни, институциите и од бизнис заедницата. Потоа, како што се вели во соопштението од ресорното министерство, финалната верзија следната недела ќе биде доставена до владата. Во врска со наводите за фазна имплементација на законот, од министерството појаснуваат дека тоа не значи одложување на неговата имплементација по усвојувањето во собранието. Законот ќе стапи на сила по неговото донесување согласно законските рокови. Фазноста се однесува на начинот на примена во почетниот период, при што првата фаза ќе биде со засилен надзор, информирање и опомени. Целта е институциите, угостителите и граѓаните да се адаптираат, да добијат јасни упатства и поддршка, а културата на почитување на правилата да се изгради одржливо и на долг рок, велат од Министерството. Целите на донесување на овој закон, според Министерството, остануваат јасно и непроменети, а тоа е создавање генерации без никотинска зависност, заштита на работниците и граѓаните од пасивно пушење во затворени јавни и работни простории. Министерството за здравство, додаваат оттаму, останува отворено за комуникација и навремено информирање на јавноста за секој следен чекор од процесот. За подсетување, новиот предлог закон предвидува забрана за пушење на сите видови цигари и уреди, не само класичните цигари, туку електронски и вејп уреди во сите затворени угостителски објекти, компании, во и пред јавни институции, како и во училишта, градинки, автобуски, железнички станици, пазари, културни и спортски објекти. Покрај тоа се предвидува и забрана за рекламирање, промоција и спонзорирање од страна на тутунската индустрија, регулирање на продажбата, прикажување и изложување на тутунски никотински производи. Забрането е пушење и во автомобил доколку во возилото има дете. Казните за граѓаните изнесуваат од 150 до 300 евра, а за фирмите до 5000 евра. Сајбер насилството се почесто ги погодува младите, а девојчињата се меѓу најранливите во дигиталниот простор. Токму затоа 150 ученички од 10 средни училишта учествуваа на камп за сајбер безбедност со цел да научат како да се заштитат од онлайн закани и злоупотреби. Сајбер насилството зема замав. Најпогодени се девојчињата, кои секојдневно се изложени на онлайн вознемирување и дигитални закани. Навреди, злоупотреба на фотографии и лични информации оставаат последици кои не се само виртуелни, туку и психолошки. Токму затоа 150 ученички од 10 средни училишта од целата држава деновиве беа на камп за сајбер безбедност, чија цел е едукација за дигитална заштита. Сајбер насилството е присутно секаде, не само кај девојчињата, не само кај младите, туку и кај повозрасните. Цениме дека на овој начин
прво младите ќе станат свесни и тоа дека ќе се пренесува. Второ, цениме дека ова треба да стане и составен дел од наставниот процес, каде што учениците, штитејќи се сами себе, ќе го штитат и општеството. Развојот на вештачката интелигенција носи нови можности, но и ризици, манипулативни содржини, лажни профили и злоупотреба на лични податоци, кои што стануваат се почести. Секоја дигитализација се носи негативни работи, односно напади на лични податоци, напади на лицата преку социјалните медиуми и затоа активно работиме да ги заштитиме граѓаните, нивните податоци, како и фирмите исто и нивните податоци. I mean, first of all, this event is just amazing. Ефектот од овој камп е неверојатен. Голем број девојки и млади жени се насочуваат кон сајбербезбедноста, област која традиционално доминирана е од мажите. Работат да се заштитат себе си и учат за сајбербезбедност. Кампот кој се организира со поддршка на британската амбасада има за цел да го зголеми учеството на жените во областа на сајбербезбедноста. Денеска во Виена на градоначалникот на Дебрца Златко Силјановски му беше предадена донацијата вредна 30.000 евра. Станува збор за камион МАН за собирање смет, кој ќе го користи јавното комунално предпријатие Дебрца. Донацијата ја предаде лично градоначалникот на Виена Михаел Лудвиг. Ова возило ќе направи голем напредок во одржувањето на чистотата во нашите села. Ова е само првиот чекор од нашата соработка со општина Виена. Дебрца од денес има уште еден голем пријател, објави градоначалникот Силјановски. Тој изрази благодарност до градоначалникот на Виена и до општинската администрација на Дебрца, која аплицираше за ова возило во 2024 година. Од полнок цените на Евро Супер БС95 и Евро Супер БС98 се зголемуваат за 1 денар, а на Евро Дизел и на екстра лесното масло за домаќинство не се менуваат. Од полнок Евро Супер БС95 ќе се продава по цена од 73 денари за литар, а Евро Супер БС98 по цена од 75 денари за литар. Цената на дизелот ќе биде 68 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 67 денари за литар. Според денешната одлука на регулаторната комисија, малопродажната цена на мазутот се зголемува за 0,233 денари по килограм и сега ќе изнесува 33,883 денари по килограм. Трговците на големо и на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен ден.